Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. А вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 80 минути или 80 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечер во вистината ќе побараме во интервјуто со Владимир Пивоваров, човек кој многу знае, кој бил на клучни функции во клучни историски периоди за Република Македонија. Тој е дел на екипата на Оливер Спасовски, кој 2015 година влегува во Министерството за внатрешни работи, после оној период на заробена држава на Никола Груевски, на Сашо Мјалков, и пробува да ги расчисти сите тие црни петна кои се случуваат во Министерството за внатрешни работи. Самоубиството или убиството на Коста Крпач, Диво населје, што се случи во Диво населје, од 2002 до 2005 година е шеф на военото разузнавање, или тоа што е остаток или наследникот на КОС во Република Македонија, а некаде период на санкциите до 92-95 година во оној регион на Куманово, Крија Паланка и Кратово е главен во делот на спроведување на санкциите кон тогашна СР Југославија. Располага со огромна документација, многу работи знае, многу работи ексклузивно вечерва ќе презентира во рамки на емисијата во центар, интервју со Владимир Пивоваров. 80 минути станете со нас, нема да зажалите. Владимир Пивоваров, поранешен шеф на воено разузнавање. Украина е темата, нели тоа е актуелно сега, меѓутоа ќе искористиме прилика да ве прашаме за многу работи, бидејќи во клучни периоди сте на некои клучни функции во државата. 92-95 година сте шеф на регионалната... Заменик началник на регионалната управа за внатрешни работи. Точно назвив. Тоа значи е Куманово, Крива Паланка, Кратово со се граничните линии, зелената гранична линија и граничните премини. Што ќе речи дека санкциите кои се прават 92 или кои се кршат санкциите, како подобро да го дефинираме, правење или кршење на санкции, спроведување или кршење на санкции? Легитимитетот е кога гледаме Обединетите нации донесува резолуција со која беше Србија ставена под ембарго. Меѓутоа, тие санкции свесно и намерно ги кршевме како држава, односно пробедувавме низ прси од чисто економски причини. Во тој временски период, економијата после распад на државата во тој прв период беше директно врзана со српската економија. Значи, увоз на роби, извоз на материјали, полуфабрикати и фабрикати, немаше платен промет, парите се носеа со знаење на државата во кеш плаќање во Србија. Србија генерално немаше платен промет. Пивоваров, летото е клучен период, а Куманово е клучен центар. Значи, и тогаш бил и во комунизмот, бидејќи тоа е единствен град кај што истокот и западот се спојуваат. Точно. Она север-југ и исток-запад, магистрала или трансферзала, плюс тоа тука има тутунски комбинат, каде има тутунски комбинат има тајни служби и Куманово е секош центар и на тие шверцови и на се. 92-95 кој немногу крши санкции? Значи, целата евиденција ја чувам ревносно, сигурно уште? еден ја имам, ќе ја предадам во историските архиви секако еден ден, за да многу структури кои во времето, претходните години, едни со други се напаѓаа за тоа кршење на ембаргото, а тие у суштина беа најголемите кршачи на ембаргото. Сите? Многу фирми, немаше политика. Љубиса Тимонов, Зинго, дали беше? Значи, најголем кршач на државата, каде што била вклучена во кршење на санкции, за да овозможи такво кршење на санкции, значи, одење на камиони по селски патишта, по ниви, значи, тоа беше со багери, копање нови патишта, правење се и со знаење на државата, зашто владата имаше посебна комисија, која комисија секоја вечер испраќаше преку МВР. Значи, штабот МВР беше главен, добивавме телеграма шифрирана во 10 навечер, кои камиони може да влезат, кои да излезат од државата. И тоа се лично јас ги носев 11-12 навечер на граничен премин и таму командирите и шефовите на царина, значи има увид што државата, односно договорила да излезе или да влезе од државата. Не е тајна дека извезувавме нафта за Србија, за возврат добивавме електрична енергија. Значи, ако во тој момент државата ги почитуваше санкциите, верувам дека невидени економски последици ќе имаше по државата и голема сиромаштија. Добро, тоа се исто или слично на ова што е со Украина, нели? Дали да се увезува или да не се увезува нафта и нафтени деривати. Конфликтот што е во рамки на Европската унија и на НАТО, посебно што го крши Виктор Орбан, нели? Тој е главниот играч на Путин во Брисел кој тој го прави. И тоа 92-95 година има толку многу приказни што може да се кажат, приказни кои се вистините, дека полицијата фрла димни бомби за да не можат НАТО структурите да снимат или американските структури да снимат кои крше санкциите надвор од овие списоци што се правени.
Значи тоа е точно, тоа го правевме со цел камионите пред се беа тоа суњерот од Силекс Кратово, патенти од Силекс Кратово, значи продукти на наша домашна економија кои требаше да завршат на пазарот во Србија, да се наплатат, да се донесат. Зошто беше многу битна ова евиденција која водевме рачно. Во тоа време служба за друштвено книговодство прерасна во служба за СОК. Да, служба за општествено книговодство. Да. И врз основа на тие документи, значи еден пример копиравме, доставувавме до нив за да може да се изврши даночна наплата на стоката која е увезена. Добро, Пиваров. Колку пари се свртија? И ве спомнавте, Љубисав Ивановиќ го покоене. Тој не криеше дека го кршил ембаргото, дека ги кршил санкциите. Златото од Бор. Значи многу пари се направија. Многу ми насмета дека еден дел... Абсолютно ќе ви кажам дека една, да кажем, немила случка, значи имавме расправање со командантите од КФОР, кои дојде на граничен премин Табановце. Меѓутоа, нашите превозници кои возеа руда за Бор од Бучим, ги замоливме табличките со кал да ги замачкаат. И нормално е тие како возачи, нели, кога дојдоа странските војници од Умпредеп да ги бришат таблички за да запишат, ќе дојдеше до тепачка и ние како полиција смирувавме ситуацијата. И мислам дека и ден денески секојаш ќе мислам дека направивме добро дело за државата, што на тој начин овозможивме нашата економија да не умре преку ноќ. Полека таа одумираше, меѓутоа преку ноќ ако тоа го направивме, невидена сиромаштво ќе беше во сите документи ги имате вие. Сите. Рачна евиденција што се правеше. Веќе листовите се пожолтени. Меѓутоа постојат. Постојат како. Еден ден, значи некој ќе тропне на врата или ќе бидат предадени, не ради друго, за да не дојде до недоразбирање во оваа држава, што секој сака да го искористи тој момент, а сите учествува во тој момент, гледано од политички аспект, тогашните политички партии, не зборам, него припадници на политички партии, финансиери. Полицијата учествуваше. Без полиција тоа не може да се прави, без Ама структурна полиција. Тие кои го контролиравме тој процес. Дел контролиравте, дел луѓе прогледувани с прсти од полициските структури, беа врзани со бизнисот, беа врзани со тајкуните. Ќе ви кажам дека на тој граничен премин и во негова околина зелена лента беа уапсени 115 полициски службеници од ниво на полицаец до ниво на началник на полиција. 115. А има ли уапсен полицаец сега? Како? Во изминативе месеци или години? Колку што ми е познато, последниве месец-два, двајца полициски службеници, мислам. Само двајца. Значи, вамо сте апселе 115, овде двајца. Да, тогаш беше посебна ситуација, ембаргото. Гледате, Пивоваров, значи, секојаш е танц на двајца. Полицијата и криминалот. Апсолутно. Или има убиства, или има плаќање, купување и рекет. Овде убиства, фала Богу, нема, не гледаме да бидат убиени полициски службеници или полициски функционери, како што гледавме во Италија, или јавни обвинители, или некој што се бори против организиран криминал. Јас колку што можам да читам и колку што можам да гледам, такви акции нема, фала Богу, што ќе рече дека полицајците или не се борат против криминалот, или се платени од криминалот. Значи, констатацијата од оваа дистанца велам дека е точна, меѓутоа за ова ја зборував пред многу години, пред 10-15 години. Затоа ве сменија. Вие многу зборувате, многу кажувате. И затоа ве сменија. Не е тоа зборување, значи јас тоа го чувствувам како еден голем патриотски чин кон мојата држава, кон моите сограѓани. Како вика Владо Бучковски, најчесниот човек што го знае, меѓутоа ве смени од воено разузнавање. Односно се заминавте вие. Тоа се политичарите кои во даден момент ценат дека треба да има промена, ја прават таа промена, дали е за добро или за лошо, тие си знаат, времето покажува дали биле во право или не биле во право. Јас останувам тој што сум бил и тогаш, како што ме викаат до ден денеска со крстот на чело, тие продолжуваат во друг правец. Ние се изнаслушавме муабети понеделници по медиуми напишани. Пивци и млекце. Вие сте Владо Пивоваров или Владимир Пивоваров? Да. Пивци, нели така пежоративно што ја пишуват, и млекце кој бил представник на военото разузнавање. Погоиме Максим Димитриевски, кој шеф на комисијата, беше шеф на комисијата за одбрана во рамки на СДСМ, пред СДСМ дојде на власт, Оливер Спасовски координатор. Од каде испадна од Куманова све разузнавачи, све играчи, све воено разузнавање, да ви кажем министри за внатрешни работи, потенцијални министри за после војната, првите полициски генерали, Чушкарот е првиот кумановец, полициски генерал за тогашна Федеративна Народна Република Југославија, и Куманово не е тајна, мојот професор Иван Бабановски, значи врвни разузнавачи,
потекнуваат од тој град, секако има и од други градови, нормално. Поради тутунот, поради цигарите, поради шверцот, зашто вела тама кај што има тутунски комбинати, има секој штани служби, веќе тајните служби секој се финансираат од тие недозволени тргови, шверци, цигари, така натаму. За луѓето кои ги натаму. познавам, имам големо мислење во нашата фела во разузнавање, пред себе честни и поштени луѓе. Денеска се пензионери. Премиерот, значи Димитар Кумановец. Никош Куманово немал таков процут како сега во мандат на СДСМ, СДСМ изгуби Куманово. Добро, ако ова беше некој, да кажеме, од Радовиш, од Гевгелија, од Струмица, значи ќе ја водевме темата на разговор, дека таму потекнува. И мене ми е драго што имаме, да кажеме, бил градоначалник на Куманово, значи не само што потекнува, туку е роден, школување завршува таму и така натаму. По моје видување еден од најдобрите градоначалници, пошто сум бил во голема близина со сите градоначалници во едни многу тешки времења на војната, и господинот Ковачевски даде најголем допринос за смирување на тензиите во Кумановскиот регион. Тоа кој пред 2001 година, 2005. Ние сме мешовито население, значи има населби, да кажеме дива населба под стадионот, значи каде што се етнички повеќе албанци, значи никаков проблем ние немавме или убиство или било што. Дури луѓето многу поблиски беа. Градоначалникот беше вистински градоначалник, секој ден беше во некоја куќа, разговараше со луѓето. Од 2001 до 2005 година, тогаш Лоренс Батлер го прогласувате за почесен граѓанин на Куманово, нели? Таму се воспоставени ти први релации на Ковачевски, кој сега станал премиер со американската администрација, значи претпоставам класичен американски играч, избор на калето за нов премиер кој треба да дојде. Оливер Спасовски, значи вие ги знаете кумановските работи, сте биле таму. Тоа е ваша претпоставка за колегите од Америка што зборувате. Тоа е ваша претпоставка. Да го докажам, да го дополнам прашањето. Оливер Спасовски првото вработување го имал како советник на стариот Ковачевски, таткото на сегашниот премиер во општина Куманово. Точно. Значи тоа се линкови релации кои постојат со години. Многу ми насмета дека Ковачевски избор на Зоран Заев, кој вака ќе погледните работите, испаѓа дека Ковачевски може би да е избор на Оливер Спасовски. Бидејќи Оливер Спасовски може би е клучниот играч или главниот играч теренски во структурата на СДСМ, без разлика што изгуби многу теми истакнавте, значи да одиме поредосно. Ајде, слободно. Прво за америчката комуникација на нашиот поранешен градоначалник, можам да ви кажам дека во Куманово тогаш многу амбасадори и од Германија, и од Франција, и од Италија, значи имаше такво видување во тој момент градоначалник што е оправдано, беше предвојна ситуацијата и за време на војната и по војната. Значи мораше да се разговара со меѓународниот фактор и со ОПСЕ. И со ОПСЕ, и со УМПРЕДЕП, значи и со нашата армија, значи со сите можни структури. Тој со сите разговараше, ги обвинуваше луѓето. Ве пишуваше по медиуми вас индиректно, колку што се сеќам, како шеф на воено разузнавање, како структура полициска во Куманово, дека сте успеале представник на ОПСЕ да го направите соработник на македонското воено разузнавање, да ја користите неговите информации, тоа пишуваше по медиумите. Така во старт пишуваше, точно е. Да се пишува во медиумите, беше пишувано во медиумите дека со помош на дека со помош на тие информации македонските служби, посебно военото разузнавање кој тогаш е многу мокно пред Сашо Мелков да го растори военото разузнавање, затоа сакам да поразговараме дека соработник на ОПСЕ или представник на ОПСЕ бил соработник на воено разузнавање. Значи ја тоа го прочитав во вестници, меѓутоа на темата дали бил или не, никогаш не би разговарал. Значи тоа е мојот професионален кодекс. Но не би демантирале. Не би демантирале. Значи не би сакал уопште да дискутирам кој бил соработник на служба или не. Гледам дека многу колеги од тие времења идат во еден партиски штаб, во друг, носат досие, што е крајно непрофесионално, нечестно, нечовечки е тоа. Значи најтешко нешто во нашата работа е да создадеме оперативна врска. И замислете вие таа оперативна врска еден ден да ја изгубите. Таа не е моја лична оперативна врска. Таа оперативна врска е на службата, на државата. Значи, мојот професор Воденели ги велеше вака: едино народ зна све. Значи, ако ние не сме со народ, ако не ги прибираме тие информации од луѓе, сега се изменја видоизмените се ситуациите. Тогаш беше патриотизм основен мотив за соработка со служба. Значи, денеска веќе луѓето бегат. Зошто бегат? И тоа ќе ви објаснам. Ако вие не кажувате, значи јас можам да констатирам, а вие да демантирате или да потврдите дека со помош на представник на ОПСЕ, кој е соработник на воено разузнавање,
македонските власти и војното разузнавање во тој период после војната 2002 година имаат контрола на Липковскиот крај. Така, можеме ли да го дефинираме тоа најблаго кажано? Тоа е ваша констатација, јас не можам ништо да дефинирам, ви кажав веднаш и за секојаш околу прашањата за службата и нашата соработка со соработници, информатори, никош на таа тема јавно нема да зборувам, па буквално и кои ќе ме стават во гроб. Беше јако војното разузнавање? Значи секој треба од свој аспект да погледне. Значи јас бев задоволен у голем дел, меѓутоа 3 години. Меѓутоа одреден дел и бев незадоволен, така што се обидувавме заедно со моите колеги таму раководители да службата од секој дневно да ја надградуваме. Значи, што значи? Па вие сте од 2002 до 2005 година шеф на војно разузнавање. Така, и контраразузнавање. Ние сме заедно, двете служби, пошто е мала држава. Бевте во зградата на ЈНА? Домот на ЈНА или бевте во Министерството за... Во првата зграда на влезот во Министерство за внатрешни работи. Како војно разузнавање? Да, тоа беше зградата тогаш, сега овој веќе не е центарот таму. што е во домот поранеше на ЈНА? Тоа е контраразузнавачки центар за следење на електронски комуникации и изведување тајни операции. Мокен е тој центар? Значи секојаш зависи колку располагате со квалитетна техника. Тогаш имавте техника која беше? Да, меѓутоа ниту еднаш без наредба од обвинител, без наредба од судија не е било дозволено да некој вклучи или било што и да направи да злоупотреби. Не, сакам да кажам не обвинувам дека сте престошколи, него сам да кажам дека тоа е служба која е наследник на КОС, на војното разузнавање, контраразузнавање на поранешна ЈНА. Секојаш КОС била помокна структура од УДБА. Ние постојано говориме за УДБА, меѓутоа сите овие досиеја кои се Ибар Мајка, Мама Стрелец и така натаму, ги има работено КОС, не ги има работено македонската УДБА или македонското разузнавање. Врз база на информации од УДБА доаѓа КОС и ја завршува потоа работата. Значи, тие се инсталации и втора работа, се извинувам, во оваа операција Шпион што беше, еден голем дел од војното разузнавање падна, припадници на војното разузнавање. Таа операција беше за планата Никола Груевски дефинирана како операција за пуч или рушење на власта на Никола Груевски, бидејќи некаде 70 на луѓе, а пријави се поднесени против 20 на луѓе. Дел од нив беа припадници на војно разузнавање кои беа вклучени во операцијата и со Николаус Грилакис. Значи, там лицата кои беа вклучени, апсолутно ви тврдам, значи само болни умови може таква конструкција да направат дека се работи за рушење на некого. Апсолутно таму, ако убаво го разгледате и судскиот случај, се работи за една личност, повеќе фантазер, кој луѓето ги пишува дека му давале разузнавачки информација тие, ниту имаат допир до разузнавачки информации, ниту можеле да имаат таков добир до тие информации. Тоа е право обвинетиот. Па претпоставам дека е така. Има работено кај вас и после во агенцијата за кај нас не, кај мене не. Агенција за разузнавање. Не знам каде работел потоа човекот, меѓутоа сакам да кажам дека луѓето се злоупотребени и таму имаше луѓе кои како да кажам прекрасни професионалци. Значи јас сум работел со тие луѓе, ако сакале тие да направат такво нешто во таа позиција, кога работеле со мене имале висока позиција во војно разузнавање, може да извадат документи и државна тајна и службена и доверливо каква Дел од нив беа вклучени во процесот на чување, криење на Николаус Грилакис, на соработка со Николаус Грилакис во Република Македонија. Тоа е 92 година кога јас сум дел од јавна безбедност и се дел од државна безбедност. Верувам дека има современици од тоа време кои многу подобро ги знаат овие работи, кои директно биле вклучени, некои беа гости кај вас, така да најдобро тоа прашање за расчистување на ова енигма што ја поставивте, би ве молил со нив да разговарате. Како шеф на војно разузнавање, би сакал да отвориме две прашања, пошто вие веројатно сте ги истражили сите тие работи. Првото прашање е дали имаше операција за купување на барут и смена во војното разузнавање. Тоа е 99-та година, пред да дојдам. Да, меѓутоа сте можеле тоа да го истражите, веројатно сте можеле да му го ставите на маса. Кратко беше тој предмет, завршен предмет со смена на тогашниот раководител на службата, господинот Мијалков, колку се сеќам од она што јавно беше публикувано, пошто не сум бил дел од тие структури во тој период и после тоа доаѓа сосема друг човек на таа служба да ја раководи до време на војната, после доаѓа Таштановски, мислам, полковникот, и ја го наследувам господинот Таштановски. Лјупчо Ѓорѓевски призна дека имало афера со барут. Повеќе пати. И во емисијата во Центар и дека на барање на американците е сменет Сашо Мијалков од шеф на војното разузнавање. Да, тоа е акција на МВР.
на Министерство за внатрешни работи. Во тоа време со МВР мислам дека раководи покојната господја Доста Димовска, а директор, мислам заменик директор на државна безбедност беше господинот Љубе Бошковски. Во тој период, а директор на Биро за јавна безбедност мислам дека беше покојниот колега од Штип Пане Велев. Директор Биро за јавна безбедност. Директор на ДБК е Бојан Бојановски од Демократска алтернатива. Така, директора заменик беше господин Љубе Бошковски. Раководители кои во тоа време... Затоа беше акцијата Тортура, изживување со Љубе Бошковски. Видите, може да гледаме дека е реваншизам, може да, пошто до крај никогаш не се истражи, се докаже дали е тоа, пошто процесот е вратен во судска постапка, дали се работи за агент-провокатор кој ги дава парите, дали се работи за сериозна акција, дали се работи за политичка оштета. Се говореше дека Емануел Малелис Маноли, почина човекот, не дојде во Македонија поради короната, не можеше ни да се сними ни да се каже, соработник на грчкото војно разузнавање и всушност на грчките служби во Република Македонија, со родом од Бапчур, македонско село Бапчур. Немам читано документи, меѓутоа тоа го имам слушано од наши колеги, инаку ви кажам дека сум многу близок пријател со генерал Грилакис. Тоа не е тајна, тоа е прекрасен човек кој имаше и многу други визии, предлози, кој неговиот кум, тогашен премиер, значи за конфедерацијата зборувате со Богоевски. Почитуваниот господин Богоевски, конфедерацијата Србија, Југославија тогаш, Црна Гора и Косово и Србија сегашни, Македонија и ова како се Грција, тоа лично го имам слушано од господинот Грилакис. Бевме многу блиски до последен ден на екскурзии кога одевме со фон на моите студенти, држеше предавања, од тие предавања слушна и студентите и сите, дека првата мисија за промена на името било само да има придавка, ништо повеќе да се задира во уставот. Како одеа годините, добивавме се потешки услови. Мислам дека ако се реши во тој период, сега веќе ќе бевме членка на Европска унија, на НАТО веќе станавме, значи многу прашања ќе решивме пред 25-30 години. Рекоров, што стануваше збор за агент на МОСАД, трениран од МОСАД Јоција. Значи говорам за Николаус Грилакис и тој не го крие, го кажа во емисијата во Центар. Интервјуто го снеме Катерини, над Катерини е базата Литохоро, главната американска. Тој тамо бил командант. Командант на американската НАТО базата Литохоро, кој беше најмокна во време на... Не, тој беше прво командант на Тенковската дивизија, иначе најпознат е господин Грилакис за времето на војната хунта. Значи тој учествува како втори или трети човек во тој процес на војната хунта и од него што имам слушнато кога завршува војна хунта 76-та, првите демократски избори и Грција од тој период нагло доживува просперитет. Ако не била, тој збореше секојаш, ако не беше таа воена хунта за доброто на грчкиот народ, било хаотична ситуација, политички убиства, криминали, нефункционирање на државата и затоа вели бевме приморани да го направиме тој чин, меѓутоа во согласно со нивните НАТО партнери. Сепак беше држава излезена од граѓанска војна. Значи ние постојано говориме дека македонците во Егејска Македонија се бореа нели против грчката армија, Келас и така натаму, меѓутоа во основа тоа беше борба на грци против грци во исто време, освен што имаше македонци, значи имаше борба грци. Граѓанска војна, тие така е квалификувана. И тоа е држава која е измрцварена, избачена од граѓанска војна. Нашите сограѓани, македонци во Грција кои живееле, биле на страната на партизаните. На левицата. Значи на левицата. На левицата. Точно е. И точно е дека од она што сум го слушал од господинот Грилакис, дека да не била напомош дојде на британската воздухопловна единица, со тоа бомбардирање со напалм бомби, дека они биле многу близко 20 на километри да влезат у Атина и веќе еден ден ги делел од воспоставување на новата власт, односно дали ќе биде комунистички режим во тоа време или ќе биде капиталистички режим како што е сега. Пред да ве прашам за купувањето на опремата за престушкување во Министерството за одбрана, не ми одговоривте Ковачевски е човек на Заев или на Спасовски? Дали немакен човек во СДСМ на терен, во партија е Оливер Спасовски? Од она што јавно, иначе Ковачевски како човек, зборите за премиерот. Да, Димитар Ковачевски. Значи, еве, приватни работи ќе ви открием, тој е прекрасен голман, бранеше во екипата Цепи Лепи во Куманово,
имавме тројца голмани, тој беше еден од нив. Ама овде треба Таа гол. екипа беше, Овде треба гол и сакам да кажем како овде човек. треба гол и да да, не да човек, брани. прекрасен човек. Знае гол и да да, не знае да да, вели И знае. мислам дека гледам и опозицијата немаше некој напад кон него, кон неговото минато, кон од неговото однесување. Од тамо ли му е Прекаро Чурковиќ? Или го пишуваат на социјалните мрежи? Не, видете, неговиот Чурков. дедо е у задниот век, значи имам разговарам со многу постари мои сограѓани и со помлади, значи кога разговараме кој беше најдобриот фудбалер у Кумано, Кумано е спортски град, значи дедото негов е еден од најдобрите фудбалери. Тоа било некаде пред Втора светска војна, Бешикташ од Турција, тогаш број 1 во Европа клуб, губи во Куманово 3-2, постојат записи, градот му пее песма Таче наш, му даде 3 гола на Бешикташ. И ден денеска таа песна е позната у Куманово. Значи Димитар Ковачевски бил Од голман. спортско семејство потекнува, да. Последниот голман. Татко му беше фудбалер и тоа многу добар техничар. Последниот голман од СДСМ што беше пред Ковачевски беше Владо Бучковски. Да, тој во ракомет. И неславно, за многу го сакаше, нели се сеќавате оние надпревари кај што учествуваше дека беше премиер, па со тие ракавици, Да, па стане. точно е. Не Па беше бандажи тоа, направи. меѓутоа тоа беше една спортска активност што имавме секој петок и не беше тајна на игралиштето, одевме ваму по Вие што Заградски игравте со стадион. Бучковски или против Бучковски? Не, ние бевме екипата цивили, а армијата на генералите, значи војниот дел, така бевме поделени. Униформа на цивили игравме и беа прекрасни дружиња, прекрасни утакмици од тој период. Имате извештај за набавка на војна опрема во Министерството за одбрана, односно војното разузнавање. За кој период зборувате? Кога пред вас? Пред вас, а вие вршите истрагата. Да. Истрагата е завршена, има извештај, извештајот е ставен на работна маса на Владо Бучковски Да. и никош Не извештај, кривична пријава. пријава. Значи Извештај повеќе. една работа, кривична Значи пријава. има е друга. кривична пријава. Да. Против еден, двајца пред мене што биле, функционер тогаш, раководител, кој набавил, односно платено преку Народна банка трансфер на пари, приближно мислам на кај 5 милиона долари. Тоа не беше опрема за прислушкување, туку за откривање на УХФ и ВХФ предаватели. Тоа е времето нели пред војната. Што тоа значи? Тоа значи дека ако една радиостаница во тоа време терористичките организации во Македонија кои беа стационирани и во градовите и надвор од градовите комуницира преку радиосигнали, не преку мобилни телефони, знае дека е тоа многу лесен начин за нивно откривање на комуникација. Сега да И кажете. мислам добар е потегот што тоа требало да се набави во тој период. Значи се извинувам. За жал, Сигурно ќе се вратиме на тоа. Значи комуникација преку радиостаници, а не мобилни телефони. Гледаме сега што се случува во Украина, вие испреплетам Украина бидејќи обседната јавноста со случувањата во Украина. Таму значи има две тези, значи тие слабости кои ги покажа Русија и во војната во Грузија им се случат сега во војната во Украина, од тие мобилни комуникацијски системи. Во војната во Украина од руска страна учествуваат и многу млади регрути, млади војници на 18-19 години, кои сакаат да се јават дома или да искомуницират и користат многу сим картички кои се на украинската телекомуникацијска мрежа и врз база на тоа се лоцирани. А и ова што е комуникацијска мрежа со радиостаници, со радиоврски и така натаму, 6 украински генерали врз база на тие мислите руски генерали. руски генерали се убиени врз база на разузнавачки податоци кои ги Утврдување презентира. на електронско утврдување на локација на лицето кога нели со Значи сигнал. клучна е тука улогата на војно разузнавање кога стана збор за војна. Прво не знам Прва дали борбена е линија. тоа вистината информација, Не е пошто демантирана. сега имаме да кажеме сијасетна информација. Така е. Ако е тоа така, може да зборуваме за друга ситуација, значи тоа е електронското војување. Сепак сите тие комуникации електронски одгоре. колку и да се заштитени преку сателите може да се детектираат, што Така. не е тајна. Сакате да И кажете. тоа е начин за детектирање на место на првиот сигнал од каде се јава говорникот. Говоров, сакате да кажете. Дека американците не се присутни во Украина, Да, но сателите се присутни. но сателитите се присутни. Така. Врз база на тие сателити ги лоцираат Така. руските. Би ги вела дека се некаде околу 20 руски генерали присутни на теренот во Украина или во војната во Украина. Од нив се 6 веќе екзекутирани или елиминирани. Битно е генералите да ги спомнеме бидејќи на тој начин психолошки се Така е. делува на едната, позитивно или негативно на другата. Значи, американците
Сите разузнавачки податоци се ги стават на маса на украинското разузнавање. Најверојатно е така, меѓутоа сакам да кажем дека во оваа војна имаме и електронска војна и војна на информации. Значи во војната секоја информација не е точна, односно тешко проверлива за да може да потврдиме. Оној што ја прима информацијата може да ја прими како таква и да каже да тоа е тоа без да размисли дали можеби не е така. Затоа велиме ако е така како вие што велите, значи сепак помошта преку сателити која доаѓа за лоцирање, за детектирање, па ние видовме дека од сателитските групирања на руските трупи дека се случува нешто сериозно, 10 дени особено, 20 пред војната, кога Русија соопшти дека ги повлекуваат единици, во суштина тие довлекува нови единици, тогаш през конференциите на председателот на САД, господинот Џо Бајден, Макрон, значи сите велеа секоја секунда само што не нападнала Русија. Датумот го знае. Војна да е да. Датумот го кажа. Неколку пати рекоа кажа. 16, па го поместија, 26 испадна на крај. Нели крајот на Олимписките игри, меѓутоа они точно знае, значи информациите им беа точно. Информација доаѓаше од сателитите и тоа јавно го гледавме во печатните медии. И број на војници, број на единици, дивизии, баталјони и така натаму. И оклопни транспортери, точно беа снимени и точно психолошка проценка има направено што ќе се случи во Денеска тоа се докажува. Мислам се гледа и секој раздвижување на секоја единица и во кој правец оди и каква е таа единица се детектира. Добро, значи 2099 година да. Имаме набавка на таа опрема, значи тоа е 2 години пред војната 2001 година. Велите оправдано врз база на предпоставени случувања во Република Македонија. Така е, тоа е велите оправдано. Велите околу 5 милиони долари. Без малку 5 милиона долари од опремата е стасано нешто, пример, ако можем попластично да ви објаснам, ако купувате лаптоп и од кутијата што ја добивате го нема лаптопот, нема софтвер, нема ништо, имате само маус. Значи толку е стасено до премата која има некоја беззначајна вредност во однос на тие пари. И нормално кога секој шеф доаѓа на раководна позиција, ќе треба да си ја провери финансиска сметка. Од ревизијата кај мене таа ставка беше со црвено, значи што е со оваа набавка. И нормално спроведовме натрешна истрага, кај се парите, што се парите. Од она што го прибравме како материјал, поднесовме кривична пријава која беше вратена поради местна натрешност, лицето веќе тогаш е цивил и истата беше 2003 предадена на Министерство за внатрешни работи, колку ми е познато е поднесена кривичната пријава од страна на ГУР Скопје. После тоа има... Сезино, значи вие сте 2002. Да. Правите истрага. Крајот 2002. Правите финансиско и вештачење, истрага, контрола се. Платени се тие 5 милиони долари? Да, исплатени се. Каде се исплатени? Према фирмата која од Англија, фирмата наводно која требала да ни ги добави овие средства. Значи во Англија се платени средствата? Да, платени се средства, а се добиле ништо. Значи сме добиле ништо. Да. Сме дале многу, а сме добиле ништо. Врз база на таа кривична пријава, значи вие сте доставиле информации и Министерството за внатрешни работи... информација, значи кривичната пријава само е променет насловот на подносителот. Значи ние немаме законско овластување, бидејќи лицето веќе не е во служба. Туку е цивил. Туку е цивил, на службата Министерство за внатрешни работи. Тогаш е Хари Костов. Министер, да, началникот Бранко Радовановиќ на ГУР Скопје, градската управа за внатрешни работи, со него комунициравме целосно од истрагата се предадени документи и луѓето ја поднесаа до обвинителство. До Скопското јавно обвинителство. Кој е тогаш надлежен за таа пријава? Мислам дека сега човекот е адвокат. Не му знам, мислам Шврговски беше вклучен во тимот за работа со тој предмет. Меѓутоа беше вклучен Шврговски? Да, беше вклучен на неколку консултации додека ние ја подготвувавме пријавата со него и со неговиот предпоставен. Подоста кога Мјалков се враќа на власт, Шврговски станува јавен обвинител. Така е. Тоа е она што вие го зборувате секогаш на времето, тргување со политичка моќ. Со политичко влијание. Тоа е политичко влијание. Тоа е модерно сега. И тоа е оној дел што пред малку вие го констатиравте и ја го поддржувам дека онаму каде што нема пресметка помеѓу мафијата и државата, значи дека нешто е заедничко. Тоа што е заедничко е токму тоа. Сите лица кои биле потписници дека е примена ова роба, да кажеме, исправно, прием на стоката, сите после доаѓање на Саша Мјалков на директорска позиција во ДБК, беа повлечени кај него и поставени на многу високи позиции во самата служба. Лете, тој процес на растурање на војното разузнавање почнува од Мјалков. Еден голем дел се префрлени во Државна безбедност или во МВР, а еден голем дел и во Агенција за разузнавање.
Значи, генерално најголем дел, меѓутоа, колку што слуша во вашата емисија, господинот Богоевски ја кажа вистината, процесот на распаѓање на безбедносен систем почна некаде 95-та година. Летото 95-та со необјасниви ден денеска смени на многу успешни високи функционери кои раководеа со одели за НТШ, за дрога, оружје и така натаму, за Бучковски знаеше за овој случај? За кој? За Мјалков. Како не, цело време бевме у координација. Постојано се говореше дека таа врска помеѓу Бучковски и Мјалков цело време била функционална и дека благодарејќи на таа врска и Бучковски се спаси со она афера со тенковски делови. Дека намерно не е процесиран Мјалков, дека Бучковски е еден од оние кои делот доказите што сте му ги ставале на располагање, вклучително и за Мјалков, ги оставил и ги ставил во фјока. Не. Господинот Бучковски, значи во разговор во влада со тогашниот министер за внатрешни работи по дојавата до обвинителство дека ние не сме надлежни, апсолутно ме упати со предметот целиот да појдам во МВР да го предадам предметот за да тие продолжат постапката. Во тој дел на таа пријава апсолутно никаква кочница или било какво влијание не искажа. Добро. Тогашниот министер. Подоцна вие станувате советник на Оливер Спасовски во техничка влада 2015. Тоа е 2015 година. Меѓутоа советник во техничка влада за прашањата на државна безбедност. Так. Имаше многу случаи. Овие се дули најминимални, најмали случаи, што се на пример диво населје, Коста Крпач, специјалното јавно обвинителство, значи тој период кога специјалното јавно обвинителство сака да влезе, нели? Или сака да влезе Катица Нева, не му се дозволува, па дојде до вратата. Заштитени сведоци. Заштитени сведоци, па еден заштитен сведок се лизна, втор заштитен сведок го снема и така натаму. Значи вие сте во тој период. Так. Со големи очекувања дојдовте на власт 2017 година, од техничка влада 2015 година, па се пролонгирани изборите до крајот на 2016 година. И јавноста е незадоволна. Нема правда, нема мир, беше лозунгот. Знаете, говорите сега за служби, но јас сум должен да ве прашам. Па СДСМ дојде на власт поради тоа што луѓе кои биле во службите во 2 наврати ги злоупотребува службите и презентира до политичката партија одредени информации за масовно прислушкување. Че ние имаме од една страна еден процес кој е кршење, драматично кршење на законот. Тоа е масовно прислушкување и големото уво и вистината за Македонија, но од друга страна ви сева еден исти човек, тоа е вашиот пријател Зоран Верушевски, или професор, или колега на ФОН, кој што 2 пати како поранешен шеф на државна безбедност на УБК на ДБК ги вади тие информации и ги доставува до јавност или до политичката партија. Дали е дозволиво, прво се извинувам, дали е дозволиво припадник на служба во наводници така да тргува со снимени, значи, без разлика законски или незаконски? Овде се работеше и во двата случаја за обстојување на државата. Значи еден ден историјата ќе суди дали бил во право или не. Моја гледна точка е дека државата во тој временски период веќе беше длабоко во амбис. Доколку не беа тие материјали од колегата Верушевски објавени јавно преку политички партии, ја мислам дека тоа беше најдобриот начин на објавување. Ако се одеше преку мас медиуми, прашање дали некој немаше да го подкупи тој мас медиум за да тие снимки не ги објави. И тури размислувате дека и по мене тоа позитивен елемент и секојаш ќе биде позитив и во секоја нова ситуација, не дај Боже да имаме таква ситуација, кога некој би објавил дека нешто државата забегала, односно тајните служби. Најопасно е кога забегаваат тајните служби. Спомнавте медиуми. Да. Смртта на Младенов, на Никола Младенов. Вие истражувавте кога дојавте, односно ги прочитавте документи. Да, точно. Бевте нели задложен за ДБК. Што има во елементи или не, што во тој момент претходно ги имам видено разговорите и јавно најдобриот дел беа објавени и тогаш и сега констатирам дека некои работи ден денеска се крајно нелогични. Што, например, тогашната обвинителка вели дека GPS сигналот е сниман до хиподром, после хиподром не е сниман, лично имав можност да разговарам во простори на МВР со неја и објаснив дека не е можно доколку GPS-от тој работи 24/00, 24/7, значи нон-стоп ве следи. Дали доколку телефонот ви е вклучен. Дали ме разбирате? Значи не може да биде вклучен до пред патарина, на патарината веќе не е вклучен телефонот, не го знаеме GPS-от. Тука се остава еден голем сомнеш. Вториот моментум по мене е аголот
низ кој е пробиен, пошто имав може да ги гледам стиките, значи скоро 90 степени, а кривината оди во друг правец, значи укажува дека најверојатно имала задна сила, што и се покажа во снимките, нели, истражниот судија кога известува на министерката Јанкуловска, дека има гребнати на левата задна страна. Ако земете две кутии цигари и така од позади левата страна луѓе, ќе видите како кутијата се врти по 90 степени. Ова е. И во таква ситуација, Ова сака да кажете. да, Така? така е. Оди. Значи во спротивна ситуација, Оди во спротивна. висината на гребаницата на ова ударот од задна страна на возилото на господинот Младенов беше во висина предпоставено комби или предпоставено да е ова, како се вика, джип, да имал сообраќајка. Ова се предпоставки кои треба да се доистражат или ќе се истражат за да се докаже дали е така или не е така. Потоа во извештајот од судска медицина Има ли трага од стакло? траги од стакло во косата, колку што знам и колку што разговарав со луѓето кои работеле на обдукцијата, немало. Значи нема Второ, траги никогаш косата, не излезе, а излегува од возилото, како може преку би? шофер шајмната. Една верзија колегите што биле Тој нови не- тогаш тој ми не кажа возеше- дека наводно првин шофер шајмната излетела после ова, како се вика, возачот, односно, личност. Младенов. Што може би е како предпоставка и така. Меѓутоа, да лешот, значи веќе покојниот господин Младенов, со цигара во рака која догорела на неговата рака, по логика на нешта, нели, ако дојдете во таква ситуација, ќе се браните со раце или ќе ги отворите прсти, ќе испадне таа цигара. Значи, многу нелогичности, секогаш во истрагите оставаат простор за манипулации во јавноста и никогаш да не дојдеме до сигурна ситуација да кажеме да, тоа е тоа, така се губи доверба во институциите. И затоа тој период се изгуби целосна доверба во Тој период институциите е и дефиниран како заробена држава. не беше заробена, веќе убиена беше државата во Така тој е период. дефиниран, или во списите, и во актите, и во документите Добро, на тој е термин кој го Европската унија европјаните го користат како заробена Така. држава. Веројатно тој е најтешкиот назив или што се вели формулација која употребена во изминатите 30 години за било која ситуација во Република Македонија. Што е со Коста Крпач? Го истражувате тој случај? видите, значи уште у старт протестирав према тие која вода истрагата во тој момент. Првиот и главен момент е, значи, една брава, доколку имате дупликат клуч или сосема трет клуч, било кој, тој материјал на клучот е од цврст материјал, подцврст него оној што се наоѓа во бравата. Добро, Ако вие ставите, само да ви објасним, објаснам, кај е главниот проблем, зошто не можам да ги сватам може тие ли работи. на јавноста прво да јобјасниме за кој случај, па Да, за да почнеме заштитениот детали. сведок Тој е заштитен на сведок СЈО. на специјалното И јавно мислам обвинителство. дека многу работи преку овој заштитен сведок до сега веќе ќе беа решени, ќе беа многу случаи веќе до сега завршени. Сега, за Клучниот сведок беше клучен тој. сведок. Таргет тврдина околу набавката, околу прислушкувањето, Тој околу прислушување, набавка на опрема за прислушување и така натаму. околу тие проблематики. И подосна И околу парите, трансферите. како се праени. Да. И подосна има формулација дека се самоубива. Па затоа сакам да дообјаснам околу сега. тој момент. Значи сака ви дозволам колку сакате да обясните, меѓутоа ова мораме да го кажеме за јавноста, еден дел од јавноста не ги знае деталите, Добро. не знае што станува збор или за кој случај станува збор, значи тоа се двата клучни случаи, разбазна на тие два клучни случаи, Сашо Мелков е осуден некаде на 15 и на 20 години затворска казна. Во двата случаи. Првостепено, не првостепено. Да, првостепено. Во притвор. Да, Беше или јас го сум оштетен во тој предмет. Вие сте оштетен, така? Да. Испаѓа дека Без наредба мобилната телефонија сама снимала дека мобилниот оператор треба да биде казнат, а не овие што се во Министерството за не е внатрешни така, работи. значи, Не, има карикирам сега, меѓутоа Поделена одговорност и помеѓу тие што го направиле тоа, секако и мобилниот оператор. добро, представник на мобилниот оператор премиер стана сега. Видете, колку што ми е познато, Димитар Дики работеше во Командно, сигурно и Сашо Не, Мелков не е прислушува. така. Не, Значи работеше во комерцијалниот дел каде што нема врска со техничкиот дел за кој ние зборуваме сега. И сега доаѓаме до Коста Крпач. Коста Крпач е заштитен сведок, кој треба да освет... Најважниот. Како може да се самоубие заштитен сведок? Да прифати да соработува и подоцна да не може да го издржи. Ете како Притисокот, значи таа верзија беше пласирана тогаш од тогашните структури, нели, пошто иако беше техничка влада, тогашните структури беа нормално многу повлијателни таму.
вие сте буквално како странец, така не гледа во институцијата и беа лојални на тогашните нивни. Кафе си носевте од дома, 3 во 1, веројатно немаше кој кафе да ви направи министерството. Не е тоа проблем, тоа е најмал проблем. Меѓутоа проблемот е при самото влегување во станот се употребува чускија, значи тоа е топокршач, овен, како сакате кажете го, со кој се разбива бравата. Кој бара во станот така? Министерството за внатрешна? Да, така влегува. Да. Така влегува во станот? Да. Кај тука е првата грешка направена за да дознаеме вистински вистината. Зошто? Зошто ако, како што почнав да објаснувам, ако имало втор, трет клуч или било која реплика ќе оставила дополнителни траги. Вака, кој ќе скршите бравата, вие немате можност да извршите такво вештачење, за да видиме дали на вистина некој претходно влегувал у станот или не влегувал. Значи, тоа е основното прашање криминалистички што мора да го одговориме за да продолжиме со истрагата. Потоа, внатре од она што е документирано, од она што го разговарав со кардиолози, со експерти од судска медицина, значи секое повредување на срчена орта дава ненормално крварење, односно оние задни откуцаи на срцето 20, 50, колку ќе бидат, значи го пумпа и го шика крвот на сите страни. Од сликите се гледа дека нема крв скоро никаде, единствено на чаршавот има и една црвена дупкичка. Што да кажеме, од тој медицински аспект укажува дека нешто е сомнително. Како женските во прва брак на ног, како жените во прва брак на ног на времето. Таму повеќе имало крв него овде. Кога сокот патлиџани стале. Овде има само една точка, има само. Разбирате што второ позицијата во која е оставен пиштолот до масата, не верувам дека у тие задни моменти од животот можел некој да ја остави така. Предпоставам дека некој претходно го оставил пиштолот на масата. Лете Младенов загинува со цигара во рака. Да. Значи не се брани без разлика, нели, а нема алкохол во крвта, што значи дека е свесен. Не е најдена некоја супстанца, апчиње за смирување или нешто слично. Значи барем врз база на оние докази кои јас сум можел да ги прочитам. Никој не сакаше да оди до крај во таа истрага, значи а овде видите пиштолот ставен тамо, како холивудска некоја сцена направена. Да, вече се сретнале со него, барем по нивни искаци. Може би лажат, може би не. Меѓутоа тие велат дека таа вече се сретнале. Одеднаш ги снема па ги најдоа новинарите патарините. Значи не може при увид, значи круцијален документ, исто се патарините. Во колку време ја мина првата патарина, во колку втората, па се направија 5-6 верзии, кружел измеѓу патарините. Значи многу нелогичности ја убија логиката. А овде кај случајот Коста Крпач исто има многу нелогичности и затоа се остава тој вакуум простор да лагата ја убие вистината. И на крај поради нестрикни кадровски решенија во СЈО, специјалното јавно обвинителство, кој таргетира специјалното јавно обвинителство, направи една перфектна операција, каде што преку Катица Јанева де факто го растури обвинителството и де факто покажа дека тоа обвинителство било политичко, а не било за гонење на криминалот. И успеа во таа намера. Вие дојдовте со одредена идеја. Службено имам комуницирано и со господја Катица и со неколку колешки нејзини во врска со начинот и можности на прислушкувањето, колку може со моите скромни знаења да помогнам. Јас такво нешто кај нив дека политика стои позади, нема приметено. Да, меѓутоа видите, на крај, значи, тоа е моето видување. После 5 или 10 години, кога некој ќе седи и ќе прави анализа, првата ситуација на СЈО е дека јавната обвинителка е опсена поради земање пари, со Боки 13. Значи, која е таа безбедносна култура? Вие потекнувате од полиција, цела кариера, дури пензија ќе дочекате, што се вели во полиција, се сте на овие гранични задолжени за координатор за граничните грани управување. Ќе прашам таму, бидејќи тоа е всушност, како велат, имунитетот на државата. Што влегува, што излегува, вие 24 часа имате снимки во тек на ден. Тоа е неоперативна функција, значи ние може само да споделуваме информација. Пред пензија ќе ве стават на неоперативна, нема на оперативна да одморите малци вие. Живот за вас да дојде, што се вика. Значи координативниот центар согласно законските одредби кај нас е да ги координира активностите на институции кои имаат надлежности на граничните премини. Ќе ве прашам и за тоа, ќе ве прашам и за шверцот и за корупцијата во царина. Таму нели некои мали камерчиња им купија нове цариниците? Не на цариници, на полицијските службеници. Колку што гледам, мислам дека е донација. Донација од американската држава. И тоа е добро. Сега како и што е, не сум во тек. Нама се испорасипа камерчињата мали. А и не ги вклучува. Дали се расипа или не се расипа,
си имаше истрага, предпоставам дека таа ги има точни податоци, колку има расипано, како се расипале, што се расипале. Добро, Пиваро. Меѓутоа, сакам да ви кажам, мојата заложба беше за 24-часовно снимање на тие камери. Само тогаш ќе може и полицаецот и странката да си ја видат вистината. Така. Ако дозволиме полицаецот сам да ја вклучува камерата, па тоа нема никаков ефект по мене. Значи, во тој момент, кога би дошла можна коруптивна сделка, нормално нема да ја вклучи полицискиот службеник камерата. Дали ме разбирате? И не ја гледам целта ако не функционира 24 часа. Како што е се стан бубачката овде. Така. И со таа бубачка го снеме тонот. Така. Ако ја исклучам бубачката, случајно или намерно, по конкретно случај станува намерно. Нема никаков доказ. Не се снима тонот и можат луѓето само да претпостават што вие сте збореле врз база на тоа. Овде нема ни фотографија, нема ни слика. Што ќе речи дека полицаецот може намерно да не ја уклучи камерата, да направи коруптивна сделка, да биде казнат со 50 или со 100 евра од Министерството за внатрешни работи, значи не со суспендирање, не со бркање од работа, туку со казна од 100. Ако тој во тек на денот добие или направи корупција од 1000 или 2000 евра, тогаш него му е лесно да ја плати таа казна од 100 евра. Така се руши системот. Сепак, функционирањето на камери мора да го погледнеме коз призмата на статистика. Ако тие се, да кажеме, поставени дали еден месец, во тој еден месец, дали има пријавено случаи на нудење мито. И тоа е кривично дело. Ако нудите на службеното лице мито и ве пријави, вие ќе одговарате за тоа кривично дело. Колку злато има уведено во Македонија? Колку злато е увезено во Македонија во текот на минатата? Колку што ми е познато, многу мали количини, тоа се за потребите на индустријската зона, фабриката која работи со тие контакти за моторните возила. Званично мислам дека истрага се води таму и мислам дека тоа е никаква количина во однос на она што го гледаме. Неколку килограми? Зашто за увоз? Да. За потребите на фабриките, да. Неколку килограми. За другото немам евиденција и немам податок дека е вовезено некоја голема количина или некоја мала количина или било која друга количина. Затоа ве молам најдобро пристап до јавни информации, ќе се обратите до Царинска управа и ќе добиете званичен точен одговор. Ќе прашам. Да не нагодувам. Чисто бидејќи читам медиуми секојдневно, ќе може ли да подсетите дали е најдено некоја наоѓалиште на злато во Република Македонија? Значи, колку што извештаите јас ги примам, минимални количини некојаш порано, меѓутоа од она што ги следиме јавните извори на податоци, бугарските весници, значи имате во некои автобуси пронајдено што патуваат за Македонија. Од 20 км, 10 км, 15 км. Тоа значи дека злато во Македонија не се копа. Оној момент кога турската лира почна да паѓа, голем дел од македонските граѓани за да направат своја добит, одеа во Турција и купува не само изработено злато, туку и злато во прачки. И тоа беше јавна тајна дека многу луѓе одеа за да своите пари си ги заштитат. Во Бугарија да се апсат автобуси и македонци или македонски државјани кои шверцуваат злато за Македонија, а во Македонија да не се апсат. Да нема еден уапсен за шверц на злато. И тие ќе ви одговорат точно колку пати имаат уапсено, што имаат уапсено. Значи тоа е нивен статистички момент кој не треба да ви го Како велат вие како полицајци тоа го кажувате или како полициски структури, тамо кај што е злато, на другата страна е дрога? Значи ја велам златото и дрогата од моето скромно искуство до сега одат рака под рака, пошто заработувачката во шверцот на злато и во шверцот на наркотички супстанции е приближно тука некаде исто. И кога не би имало заработувачка, никој не би го шверцувал златото, пошто и тоа исто е ризично како кривично дело, како и шверцување на наркотички супстанции. Значи, доколку носите одредена количина која надминува вредноста на возилото со кое патувате, автоматски возилото ви се зема. Значи, влегувате во еден голем ризик, очекувајќи голема добивка. Тоа е размислувањето на криминалните структури. Добро. 24 часа имате надзор на царинските структури или на царинските испостави, на царинските, на граничните премини. Да ви објаснам, значи, таму имате два вида камери, едни се царински, едни се полициски. Добро, секој има свој делокруг на видното поле. Царинските си нивниот дел на работа го следат, полициските нивниот дел на работа. Со тие камери, значи вие мува да прелета таму имате снимка. Точно е. И ја чувате таа снимка 30 дена. Законски е така. Законски е така. Да. Значи врз база на тие 30 дена, од тие 30 дена вие може да кажете поминал Васко, во тоа и тоа време влегол таму, се напилка. Не можеме да кажеме, доколку нема законски основа, ако не побара обвинителот, ако побара званичен орган, значи во така или социјалното или било која институција освен што снимате,
Има луѓе кои ги гледаат тие снимки? Значи, по потреба, доколку бара обвинителот одреден временски период, таа снимка се реже, нормално се доставува за потреби на истрагата со писмена документација подкрепено. Добро, например, тоа е многу битно за имате водење на некој истраги. екран, колку има гранични премини? 5, 6, 7 евро. Не е битно. 24 гранични 24 гранични премини. Мислам и сега нови се И вие снимате 24 часа на ден. Да. Може ли некој да седи 24 часа на ден тамо, да гледа и да алармира направен е тамо криминал, бидејќи вие врз база на тоа можете секогаш да знаете кога има криминал. Колегите си имаат методологија на работа, значи никој не може тоа 24 часовно, значи нормално дека тоа се врши по потреба или по најава од одредена организационна единица, дали од МВР. Значи ако се сака, може да се расчисти со криминалот. Да нема гужви на границе, да нема гужви на царина, да не ни се случува Беса Транс да ни помина, колку пати помина Беса Транс врз база на... По званични податоци преку 100 пати, колку што слушав од медиумите. Меѓутоа, законот е точно јасен и дециден кој превзема првични действија. И директорката од ВД сега стана директорка без ВД на царина, или уште е ВД? Не знам. Значи, сакам да ви објаснам друг момент. Значи, царината е таа која само ги проверува документите. Доколку констатира неправилност, е должна веднаш да го извести државниот транспортен инспекторат. Тие се тие кои санкционираат, излекуваат патен налог, изрекуваат забрана за излез. Политички санкциониран врз база на тие луѓе што загина, бидејќи Беса Транс. Значи, жално е тоа што дали ми се случи. Дали некој е санкциониран? Значи, освен што знам дека истрагата е во тек. До кога? Па бугарите заврши истрагата? Бугарите заврши истрагата, ка нас уште истрагата е во тек. Јас секој сум за начало на експедитивност. Меѓутоа, тоа се институции врз кои ниту имам влијание, ниту можам да им кажам. Јас сум секојаш брзо да заврши истрагите. Зошто? Се додека не заврши истрагата, постои простор за шпекулација. Значи, вие сте ко СФР Југославија на времето. Власта е кај дека републиките. Вие сте некоја кровна конструкција, може да видите, може да бидете воајер, но не можете да делувате. Значи, буквално вие, како што велите, у благ превод е како англиска кралица. Па сега, значи, сега имате слика, немате тон. Значи, суштината на овој координативен центар е многу добра замисла на Европската комисија, која е и донатор на тој координативен центар, и на зградата, и на опремата, и на се. Значи, суштината е институциите кои имаат надлежности на граница. Да не оди тоа преписка, дописка по 3 дена, 5 дена, да стои камионот, да... Значи, секундарно, во реално време, тие работи да се... А камерите може да извршат многу превентивна функција, откривачка и докажувачка функција. Значи, ние, Пиваров, злато не увезуваме, а злато врие колку сакат у Република Македонија. Да, колку што знам, веќе нема бучим, нели имаше порно на времето, да, дека многу мали топеше во бор, па ги враќаше и од тоа се правија Рубин Кармин, правеа нели злато. Многу повеќе злато се правеше од рудата во бор, отколку што се правеше од рудата во бучим. И нели при топење на рудата од бор. Да, процентот на златна линија беше многу помал. Таму беше 0, неколку посто, меѓутоа тоа е процес во цел свет. Мајдан така натаму. Значи нашата е многу скромна руда со не го знам тој податок, прв пат слушам, и да знам дека бидејќи златото и во време на ембаргото рудата што известува Вучинадовиш, да, имаше званично на царина пријавено кога се враќаше златото како дел, како продукт, а другиот дел се продаваше. Првите девизни резерви во Република Македонија во време на Борко Стоновски. И ако златото едната страна медалата, втората е друга, тоа значи дека има многу друго во Македонија, бидејќи има многу злато. Васко, јас секогаш би зборил со податоци, значи оние податоци 2014, мислам, кога беа, дека имавме регистрирано околу 18.000 наркомани. Сигурно бројката е поголема. Ако имате 18.000 регистрирано, таа бројка множите ја по некои светски правила пута 3 до 5%. Значи, вас ви е потребно у еден ден за потреба на нив, ако тие се зависници од хероин, значи 18 кг хероин. Ако земете некоја просечна цена, навистина не ја знаат трескан, дека тоа е 50.000 евра по килограм, значи ќе видите дека тоа се негде околу 900.000 евра на ден. Помножите со 365 дена и ќе ви ја даде бројката. Има поише пари од фармацутска индустрија. Ама секојаш во светот тоа е многу општ познат факт, не ја да го публицирам. Значи, тоа е општ познат факт. Значи Грча си финансиски центар на Република Македонија. Не сум веќе во службите, да сум во службите ќе ви потврдам и ќе ви негирам. Дворот на Министерството за внатрешни работи. Тоа е друго што сум таму стациониран. Стално полицаец ги имате информациите. Да, неблагодарно е да се шпекулира со одредени податоци. Ако ги знаете точни податоци, окей, меѓутоа ако предпоставувате човечки да кажете предпоставувам. Тоа се две различни
ситуации. Веќе говориме саат време, ќе треба да оставиме или нешто и за друго интервју, да сме живи и здрави. Две теми ми остана. За Коста Крпач кажавме све или имаме уште нешто да кажеме, според вас? Тоа е она што, да кажам, мене, како криминалист, ми ги боде очите. После се лизна еден израелец кој планинареше на матка и тој беше спомнуван во некој контекст. Да, околу набавките. На набавки на некои опреми. Значи, или се лизнуваат, или се самоубиваат, или нешто им се случува, или од кола излетуваат и така натаму. Тоа се предпоставки, сепак велам дека истрагите мора точно со аргументи, факти, со материјални докази да докажат. Ние што зборуваме е вербално. Не можете, пиваро, видите, ако е заробена држава... Ако сакате, никој не е последно државата. Значи, ако сакате, се може да го докажете. Таму има и умни луѓе, и честни луѓе, и професионалци. Што не го направиле, ако има умни, честни професионалци? Тоа треба на друго место да го поставите прашање. На кое место има, например, чисто да ми кажете? Па и прво со закон, стигнато ли до суд? Стигнато ли до суд? Не е стигнато до суд. Сигурно мора секоја истрага да завршена со било каква одлука. Кој тоа го ставил фиока на тоа, според вашето искуство? Кој тоа би можело фиока да го стави? Не е ставено во фиока, меѓутоа е прифатено тие докази. Стефчо Кимовски притвор го става заради работи кои ги има направено во општина Карпош. Стефчо Кимовски победи сега во општина Карпош. И каква порака праќате, добро, вие сте дел на политичка структура, затоа ве прашам каква порака праќате пред граѓаните, ако не успеете да санкционирате ми поставивте прво прашање криминал во општина кај што победува човекот кој сте го сомниче лека по влада на дека направил криминал. Прво ќе одговорам на првото прашање. Значи кој? Значи согласно нашите закони со измените 2011-12 во законот за кривична постапка, доминус литис во водење истрагата е јавниот обвинител. Значи истрагата е води обвинител. Тој е тој кој може да ги превземе, да не ги превземе сите действија или да кажеме дополнителни сомнежи да ги даде напатствија на органите за внатрешни работи да ги превземе тоа да го направи. Бидејќи тоа не функционира, формирано е специјално јавно обвинителство. Значи, и донесено е начело на специјално јавно обвинителство жена која е фатена дека прави криминал со Буки 13. Ама не се извино. Па го гледавте Буки 13, но не реални шоа. Моча, врши голема нужда, прави. Буки 13 стана светилник и символ на владата на СДСМ. Телефонски со премиер, со министар за труд и социјална политика, за министар за внатрешни работи, фотографии. Градоначалник на Карпош. Да имаме безбедносна култура. Ама каква безбедносна култура? Секој може со вас да се слика утре да каже јас сум со вас кој приказка да ви каже. Не се слика. Значи сватете дека не се слика. дека Модите на рогендини, не вие, мојот на рогендини, мојот на интервју, значи седи со нив, комуницира. Да ве поканел и Дневно... вас на тоа како што е сите сликани на некоја прва година од еден ТВ, така беше? Не, нема да одам. Нема, ма тоа е безбедносна култура. Ама тоа го зборам. Значи, ако ве поканал, вие велите нема да одите. Некој отишол, некој не отишол. Ми затоа завршија. Затоа завршија работа така како што завршија. Суштината... Ма не се извинувам. Значи, ние не говориме тука дали е некој министар за култура. Овде говориме за јавен обвинител на специјално јавно обвинителство кај што... Ако Сител правеше годишница и ги поканеше истите функционери, тие отидоа таму, што ќе зборувавме тогаш? Ќе зборувавме нешто антипод. Значи не е така, вака е. Значи денеска мас медиумите толку се достапни, драго ми што се достапни. Меѓутоа вие сте политичар, одите во кампања, застануваат 5 лица со вас, се сликаат. Утре тие лица вршат некое кривично дело и вие дека од 2012 година е задолжено обвинителството да ги води тие процеси, нели? Така. Па бидејќи тоа не го прави, е формирано специјално обвинителство. Знаете со кого имате работа. Видите, ве прашувам бидејќи сте биле советник, значи, ма не ви кажам која е грешката. Значи се ве прашувам бидејќи сте биле советник на Оливер Спасовски за работата на државна безбедност, а 2020 година бевте еден од кандидатите да бидете заменик дополнителен технички министар за внатрешна работа. Не, тоа беше прв пат 2016, втор пат 2020. Така. Значи бевте прочита во весниците. Да, значи вашето име се вртеше, се спомнуваше и така натаму. Так. Може би сте имале на разговори со Зоран Зенев, не е битно. Сам да кажам дека потврливте безбедносно, ако вие заробија државата. Вие не можете, вие не успеавте да ослободите државата. Васко, јас можам да зборам за мојот делокруг на работа. Значи, у мојот делокруг сакам секој да дојде да ми каже во очи. Да, добро си завршил, не си ја завршил работата. Од која година станува? Од која година станува? Од 2017, 3 август. Значи, за се што превзела координативниот центар, за се постојат документи. Бидејќи 24 часа, ние даваме отчети пред директоратот за проширување на Европска комисија. Значи, доколку има една забелешка, јас сум прв тој што ќе се бидејќи 24 часа на ден снимат вашите камери.
Да. Како избега Никола Груевски од Република Македонија, преку кој граничен премин? Значи, ние не сме истражен орган, од она што беше Добро ви интересирало, сте побарано, погледнале. ама дали ние у тој момент сме имали информација или некој не известил, гледайте тој и тој граничен премин. Ја ви кажувам дека тоа се 24 Каде, на гранични кој граничен премин премини, има дека тоа се 500 камери. На кој Вие не граничен? можете сите 500 у Сезино. исти момент да ги гледате. На кој граничен премин има избегано Никола Груевски? Значи, од она што е достапно во јавните податоци, зашто можам да тврдам дека од таму е информацијата, дека пишува дека во близина граничен премин Блато. А истрагата сигурно треба точно да утврди дали е така или не е Уште така. ли истрагата Тоа прави? новинарите, зборам тогаш кој е воден истрагата. Значи новинарите тогаш го изфрлија тој Во податок. шо возило е влезен, во шо ГПК Значи стави? немам такви информации, да имам такви информации, не сакам да шпекулирам. Не ви падна вака да речеме интересно да погледнете тамо Блато граничен премин еден ден претходно, пошто 30 дена ги имате снимките, кое возило дошло, во кој временски во тоа период. време побарање на обвинител, се што е побарано се му е доставено преку Министерството за внатрешни работи, одделот за гранични работи. Си избега човекот, Значи, јас немам увид во- уше малце председател на Унгарија ќе го направат, вие уши истраги правите. Не Кај верувам бил, дека шо некој правил? прави истрага. Зборам за тој временски период кога некој е водил истрага Ова, и ко кој на- јавно ги соопштуваше Ова податоци. колко на времето беше еднаш во Америка, па беше мафијаж во време на прохибиција, па загина, вештачки, фингирано, и после стана министар за трговија во владата на Соединетите американски држави. Значи, додека вие правите истрага, човекот може да стане функционер таму, ние не знаеме дали избегал и како Значи, избегал погрешно Република ги Македонија. Работи, значи си има точно која води истрагата. Сите ние погрешно. Значи ја не сум сите тука во ние име на заклучоци другите погрешно. институции. Ма не, Јас можам на институција со која раководам да зборувам. И Во- толку. во тој- Зашто се друго што ќе кажам за други институции е шпекулација и предпоставка. Добро, А со тоа не сакам да се занимавам. се знае кој ден е избеган, така? Точно се знае. Се знае на кој граничен премин избеган. Значи имаше Работат ли- дека до граничен премин колку беа од истрагата тогаш соопштени Работат ли податоци. камерите во тој момент на тој граничен премин? Значи треба да влезам за да видам у кој момент, у која секунда камерата работела, у која не работела. Не сте виделе Генерално, до сега? Вие не сте виделе до сега? Генерално да ви кажам дека постои електронски систем, секој квар, било каков на камерата веднаш се детектира. Остава електронски запис. Значи никој не може да манипулира со камерите дали работеле или не работеле во одреден период и одредена секунда. И многу некоректно од новинарите објавуваат текстови без да ја се јават, без да прашат. Да, Тоа да. беше на Телма во Кот објавено, Да, на граничен новинарите. премин Јажинце, се гасат камери, ќе шверцуваат дрога. Мислам, ова е с краја памет, нарачан текст со платени пари, што може само будала да го прифати како таков. Ги повикав колегите од Телма, дојдоа, ајде, кажете, видете у тоа време што вие го цитирате, ако работеле камерите. Кажете на кој било сакате граничен премин да ви вклучам да видите дали имало застој или немало застој. Добро. Еве кога сум имал застој на некоја камера од техничка причина или снемање на електрична енергија, се гледа точно секундата и минутата. Врв. Диво населје. Куманово Да. е тоа. Да, Или таму дива населба, таму живеете. Да. Тоа е во ваша близина. Да. Имавме интервјуа, 100 изразувавте, метра од мојата изразувавте куќа беше сомнеш. пукањето. велите дека со денови се знаело дека тамо се... Така ми соопштија тогашните луѓе од МВР со кои комуницирав телефонски у тој период, бидејќи тие луѓе кои после се докаже дека биле буквално тие што пукале на нашата полиција, четврток, петок пред да се случи, сите ги гледавме по улиците. Јавна појава беше дека они се тука и се движат. Тоа значи дека некој намерно правел сценарио да предизвика таков инцидент и да направи одредена Предпоставуваме политичка и јас сум криза. убеден дека мора да се спроведе еден ден истрага за тој настан. Кога? Па вие дојдовте Значи, на да власт сум јас тој кој би одлучувал, ја веднаш би ја спровел таа Кога истрага. бевте советник на Оливер Спасовски Да. од техничката влада, прочитавте некои документи за диво населје? Не. Се спомнуваа многу имиња. не. Ја не велам дека тие организира. Не, Имаше искрено во ви Косово, кажувам, имаше не. во Косово дека Да, спомнуваме да имаше и медиуми, и контакти со разузнавачки Симиша служби. Алексовски од агенција Да. за тие имиња се спомнувани или во косовските? Да, тоа се јавни податоци, јас сум немал допир со ниеден документ со- околу диво населје. Се Значи, спомнува ја како акцијата- жител на диво населје предпоставував дека ова е нелогично терористичка група да влезе во населено место и да врши терористички напади. Светската практика вели терористичката група секојаш остава простор каде може да нели го напушти теренот. Обично во населени места вршат терористички акции со поставување на минско-експлозивни средства и заминуваат да некој не биде оштетен од нивната страна.
предизвикуваат човечки жртви. Што за вас е диво населје на Мешталка? Тогаш после диво населје падна Гордан Енкуловски со Шумел. Моje лично мислење е договорена работа, меѓутоа велам додека истрагата Со кого договорена? со луѓето кои се платени да дојдат. Платини во Косово. Да. Бејќи тамо се пресретнати неколку средби на наши представници на Точно Агенција за е, и- разузнавање и на представници на Косовско. Имаше званично на косовските портали објавено дека имале контакт од кабинетот луѓе на тогашниот председател со господјата председателка на Косово и дека им било пренесено дека нивните служби располагаат со тие податоци и тоа месец дена, 2 месеци пред да се случи тоа што се случи. Значи класична намешталка. Значи, оно од Сценарij. правам анализа од она што е јавно објавено. И тие се Лично главни, немам и тие се видено главни играчи сега. званичен документ. По социјални мрежи, вадат информации, напаѓаат. Чудна е на работа, вие сте полицаец. Жално е што луѓе загина. Не, сигурно, чудна е на работа. До пред 4 месеци, таа условно речено завиша филм групација која ја нареком поранешно политичко подземје, политички мулј на Ѓорги Иванов, го напаѓа Еролд Муслиу, кој е сега прв човек на Агенцијата за разузнавање, ваде разни информации, невладени организации на жена му и така натаму и така натаму. И последните 5 или 6 месеци како да има премолчен договор, ниту се напаѓаат едните, ниту се напаѓаат другите. Двајца од таа застава филм групација беа извркани. Не им беше продолжен безбедносен сертификат да останат да работи на Министерството за внатрешни работи или Агенција за разузнавање. Во прва степена постапка добија, мислам дека се жали сега институцијата, меѓутоа како да има пак за ненапаѓање на структурите кои беа под контрола на Иванов и сега структурите под контрола на Стојан Пандаровски. Не ви смрди, не ви мириса тоа? Значи, ова појава која вие кажувате, апсолутно не сум ја пратил и не ја забележувам, така да не би можел да кажам. Ама вие кои албанците во Некако албански Вие сакате села. да ви одговорам нешто што сол направиле. да не сум во тек, да сум во тек со таква проблематика. Ко бевме млади новинари ке напратат во албански села. Да. Тамо со калашникови сол се направиле. Срчи, стакла, искрашено, направено, убиено. И вие ги прашувате, бе, кој правил? Не знам, вала, јас сум спиел, не сум, така и вие Затоа сега што на вистина ова вие што го зборувате не сум пратил медиуми дека они се напаѓаат и дека престанале да се напаѓаат. Ваде документи за невладина на жена му, значи се растура, овој ги бркаше од работа, одеднаш како дули и коки се смирија. Можно е. Меѓутоа ви кажувам дека да сум ја пратил ова појава ќе има своје мислење, свој заклучок. Ко безбедносен експерт. Дава Пендаровски изјава за војната во Украина. Така е. И никој од ова групација Дувло на ВМРО ДПМН застава филм ово политичко подземје на Ѓорги Иванов и на Александар Николовски не го напаѓа Стојан Пандаровски, а дава Славјанка Петровска изјава на истата тема, ја прават сол. Што ќе рече дека или председателот е беззначајна политичка фигура, министерката со 1 месец стаж на таа функција, многу побитна политичка фигура, или председателот може им има учинето нешто на таа структура, или може учествувал во аферите кои се ваделе за пат на владата на Зоран Заев, па затоа ВМРО да помане ова структура на Ѓорги Иванов, не го напаѓа. Добро, вие зборувате, никаде немаме никој званичен документ од ова да го тврдиме. Анализирам. А, тоа е друго анализирам. Анализирам, ја не тврдам. Значи... Тврдање е друго, ова ја анализирам врз база на тоа што го читам и што го гледам. Добро, дека анализирате, тоа е друго. Ако го зборувате, не кажувате дека анализирате, значи сваќам дека тоа го потврдувате. Значи имате некои аргументи и факти. Јас сум сигурен во тоа. Секој што треба да зборуваме со аргументи и со факти. Еви ги Значи, аргументи. вие кажувате јавно што е објавено и носите ваш заклучок. За една иста изјава на Славјанка Петровска ја прават сол, за иста изјава на Пендаровски мува не ги лази. Што ќе рече дека или Славјанка Петровска е гранде политичка фигура за Пендаровски или Пендаровски ево пакт со структурите кои ја прават таа хајка па не го напаѓат. Ја немам трето објаснување, ако имате вие ко тоа е ваша полицаец со 30 годишно искуство, може да ни го презентирате. Некојаш прашувате од теми кои не сум ги следел и нечесно е да зборувам за нешто што не сум следел. Следното интервју ќе ви кажам кои теми да ги следите што ќе прашам и ќе можеме значи да анализираме. Значи фер и честно е да се зборува за она што го знаете. Меѓутоа она што го заскривате е нечесно. А ја не заскривам ништо, него на вистина овие теми што ми ги кажувате, не сум ги следел воопшто. Ајде да финализираме, да финишираме. Последно прашање, купување на оружје од Украина. Украина сега актуелна, 2001 година не го продаваат оружјето. Така. Како не го продаваат оружјето? Значи оружјето е продадено, нели тогаш Македонија беше под ембарго за увоз на оружје. Нормално дека службите работеле и го купиле тоа оружје. Меѓутоа прашање на вистинската цена на оружјето и цената која е декларирана во Македонија.
Значи тука требаше да се спроведе истрага, бидејќи јас имав индиции од разговори со мојот колега од Украина, тогашниот шеф на нивното воено разузнавање, дека добар дел од набавените БТРи биле неисправни и се купени како старо железо на кило. Потоа набавка на минско-експлозивни средства и така натаму со рок некој кој бил постар, човекот би објасни се. Меѓутоа, тогаш и кога се вратив од Украина 2005, мислам беше 28 септември, така нешто, после 2 дена заминав на работа на ФОН универзитет, така да Значи дека кој ја водел истрагата, дали некој ја водел истрагата, докаде е стасана, на вистина не. Значи вие сте биле во Украина? Да. Како шеф на воено разузнавање? Так. Сте разговарале со вашиот украински колега? Так. Ви кажал дека дел опремата БТР-ите се купено старо железо, Так. дека некои од елементите биле застарени со истечен рок и така натаму, а тука се надоени цени. Колку пари? Колку пари зема? Се обезбедија за 2-3 генерации или помалце? Значи, предпоставувам од она што го разговаравме, дека е огромна количина на пари, значи се броеше у милиони марки. Тогаш марки беа уште. Некаде околу 700. Кога била набавката, тогаш у марки се броело. Значи, не ни поклониле, туку ни продале. Ја колку што знам од разговорот дека ни е продадено оружјето. Им е продадено ли на учака? Бидејќи има информација дека учака... Сите кои имале пари, кои купувале и од соседство и од соседни, да кажем, магазини на армијата, сите купувале. Бидејќи има информација дека 2001 година и учака, структурите на учака купувале украинско оружје. Точно. Меѓутоа, да кажеме, мали количини, конкретно специализирано оружје, снајпери и такви работи. Разбирате? Купувале ли од Бугарија структурите на учака? Да. И од Бугарија? Да. Од бугарски, да кажеме, лица кои некои беа пензионирани, поранешни воени лица, сегашни кои имаат допир со магазините. Значи братски од бугарски Значи народ. секаде, не се работи за братски од бугарски секаде народ продали на мафијата. учака. Па добро, вие зошто не праша дека во војната на Косово највише снајпери беа купени од Црвена застава Крагуеваc. Како да ги поврзиме тие работи? Мафијата е мафија. Даваш пари, што сакаш да купиш, купуваш, тоа е тоа. Тие не бираат ни да имаат чувства према одреден народ, имаат чувства према криминалниот профит. Говоров, последно прашање. Ова војна во Украина. Како што мене ми изгледа работата, едната и другата страна сака да победат во војната на свој начин. Тоа е нормално, природно. Кога вие имате две структури кои сака да победат, тога се мали шансите да биде постигнат договор. Ќе биде постигнат договор кога двете структури ќе сака да има мир. А во оваа фаза сака да бидат победници Зеленски и Путин. Што очекувате? Значи, ја мислам дека разумот треба да превладее. Веќе има први навестувања дека позитивни сигнали за можно примирие. Примирието ќе се случи, после што ќе седнат Зеленски и Путин да разговарат за конкретно дефинирање на она што едната страна го бара, другата страна што ќе го предложи, за да најдат некое заедничко решение. Многу лоша е тезата, како вие што ја кажавте на крај, Зеленски да каже јас сум победник, Путин да каже јас сум победник. Никој тогаш во дипломатијата вика кој ќе се постигне решението, не треба да има ни победници ни губитници. Нашиве руски ботови ќе кажат дека Путин победил. Секако ботовите навиваат. Кога ги слушат овие руски ботови, испаѓа дека Украина Москва е нападнала. Ама апсолутно е така. Значи ботовите секој е платен да навива за одредена страна. Им тоа го прави за пари. Не го прави Не за пари. доброволно. За рубли. Па, добро, За и рубли. рубли се пари, нели? За валутата која ја добива. Стока, пари, стока. И за стока може би го прави тоа. Да. Да. Пиваров. Вие за стока зборувате, значи когато да играм у Грција фудбал, екипата беше мала, немаше со што да ме платат и ме платија со 10 тона лимон. Што направите со тој лимон? Имав пријатели кои веднаш они мене ми платија пари и си го потегли од Грција овде ке го продадов во Македонија. Значи вие има шанса пример да станете. Не, И зошто? фудбал сте играле. Како? Фудбал сте играле Многу тачење. години. До 38 година моја игра фудбал. Играше Ковачевски кај вас или резерва беше Не, некој? тоа е екипата за мал фудбал. Ако не сте знаели историја на мал фудбал во Македонија, тоа е екипа која во 3 наврати беше државен првак на Република Македонија и учествуваше на 3 државни тогаш првенства во СФРЈ, каде што представници од секоја држава и по еден представник, победникот, учествуваше на државното првенство. Следното интервју ќе ги донесеме тие пожолтени материјали за санкциите, ќе заврши војната во Украина, ќе можеме да направиме една анализа на сите тие работи, ќе го земеме ако имате некои елементи од договорот на Мјалков, околу набавка на војна Тоа опрема, е се дадено оружје и во така обвинителство, да ви Нешто кажам. чувате сигурно за црните Не, број. не. Чувате за Никогаш
Тоа е многу ниско да се изнасат документи кои ќе зедете од служба да ги чувате и некој да оценувате. Бидејќи некој Значи, работи... службата почнува и сте свесни дека еден ден завршува. Кој ќе заврши службата, завршува секоја комуникација и со служба и со колегите, затоа што ние сме такво трусно подрачје каде што веднаш може да дојде некоја приказка, еве го овој сака да направи пуш. Значи, кажете многу работа, одлично интервју. Значи, одлично интервју, мене ми се допадна, уживав 80 минути. Интервјуата имам правило да ги прекинувам тогаш кога се најсладки, како велат, кога најмногу те се јади прекини, тоа е рецепт за добра диета. Ние ќе прекинеме за најдобра диета. За најдобра диета, за да имаме можност да направиме за пола година, една година уште едно добро интервју. Океј, нема проблем. Ви беше задоволство, многу Да сме живи и среќа, здрави. многу успех. Ви благодарам на поканата. Фала многу. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. 80 минути интервју со Пивоваров. Се надам дека уживавте. Ако ви се допадне интервјуто, ново дружење, недела во 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде да си.